Во студиото најден он е човекот кој раководи со ресорот кој е суштински проблематичен и комплексен. Би рекле татко на затворениците, со чии постапки се разви затворскиот туризам во Струга. Ке разговараме со лицето кој има голем придонес кон тоа Сашо Мијалков да биде привилегиран и да отслужува затворска казна во отворен тип на затвор. Гордана Јанкуловска да не сме да излезе од затворот во Идрисово, додека тој истовремено е обвинуван дека вршел притисоци на екс-директор. Тој раководи со ресор кој бара човек со знаење, искуство и интегритет, бидејќи по слово на закон. Тој раководи со институцијата каде треба да извира ресоциализација на затворениците. Денеска ресорот, односно институцијата, за некого е мајка, за други е маќа, а таа е претворена во рашомонијада. Управата за извршување санкции денеска е предмет на подсмев, но и на згрозување. Затворите останаа синоним за институции каде владее ендемска корупција и криминал. Иако законодавецот пропишал правила, народски заклучок е дека хартијата трпи се. Господине Маријан Спасовски, добро дојдовте. Добро ве најдо, благодарам на поканата и поздрав до вашите гледачи. Имате ли интегритет, знаење и искуство за оваа функција која извршувате? Бидејќи доаѓам на оваа функција како директор од казнено-поправна установа од полуотворен тип со која раководев во изминативе 3,5 години, сметам дека апсолутно имам и знаење, и интегритет, и капацитет да се носам со сите предизвици поврзани со затворскиот систем. Се чувствувате засрамен? Ваква најава претко кој може да добие? Воопшто не се чувствувам, бидејќи во понатомошното интервју ќе откриеме детали апропо најавата како ме најавивте. Веројатно ќе кажете ништо тоа не е моја надлежност, за све одлучуваат директорите на затворите. Јас само распределувам буџет, грешам? Не грешите воопшто. Слободно продолжете со прашањата, тука сум да дадам одговори на сите прашања. Позади вас на фотографијата е Сашо Мијалков, тој е осуденик кој издржува казна во отворен тип на затвор. И сега тука мораме да потенцираме дека моментот кога започнува издржувањето на казната, тој има и 22 години неправосудни пресуди. При тоа е лице по кое полицијата трагаше и веројатно и вие се сеќавате, не треба да сте во тој ресор за да знаете, затоа што не беше недостапен за органите на прогонот. И денеска за тоа лице нема никаков сомнеш дека може да избега, иако е сместен во затворот отворен тип. Чудно ли ви е, прво ве прашувам, како член како државјанин на Македонија? Најпрвен тука сум гостин во вашето студио не како граѓанин на Република Северна Македонија, туку представувам една многу сериозна институција. А лицето Сашо Мијалков е на издржување, како и во самата најава што рековте, во казнено-поправен дом од отворен тип, во затворот во Струга, согласно добиениот упатен акт од судијата за извршување на санкции од Охридскиот суд. Некаде во втората половина на август, не се сеќавам точно на датумот, лицето е примено на издржување на казна затвор, нормално како што реков и претходно, бидејќи во меѓувреме ја има сменето адресата, има некретнина, имот таму, на негово име, и нормално, согласно имотниот лист кој го поседува на територија на општина Охрид, местниот суд со местна надлежност, судијата на извршување на санкции му дава упатен акт да се јави на издржување на казна затвор во затворот во Струга, заради тоа што Охрид нема затвор од таков тип, туку има затвор за малолетници. Так. Истото лице е примено и понаправена социолошка, психолошка анамнеза, проценка на ризик, добива соодветен третман и почнува да издржува казната затвор. И се тоа ни јас не е познато како јавност, бидејќи беше пласирано низ медиумите, но на што вие секогаш се повикувате, законот за управување со санкции, членот 223 е доста јасен во тој дел за преместување на осудени лица, или осудено лице може да биде преместено во натамошно издржување на затворската казна од една во друга установа од ист или различен вид по предлог на директорот на установата, кога во натамошното престојување во таа установа. Односно, ќе ви докажам зашто знам дека ја кажав директорот на установата за преместувањето на осудените лица, решение донесува директорот на управата. Зошто вие ако не се согласувате со ова што нели судот дава упатен акт, сепак вие се грижите за сите тие затвореници кај ќе бидат сместени, кај ќе бидат преместени? Најпрви немам барање од директорот на установата. Службена должност можете сами да поставите. Најпрви немам барање добиено за да тоа одредено лице биде преместено. Значи ја не можам да постапам самоволно и да префрлувам лице од затвор на затвор без предлог на директорот или барање на осудено лице.
Во овој случај, ниту од осудено лице нема молба, ниту пак предлог од директорот за префрлување на одредено лице од По службена должност. не ми дозволува службената должност самостојно да разместувам лица. Повторно ќе ви потенцирам. Не можам самостојно, самоволно да распределувам лица без предлог на директор или молба од осудено лице. Нормално за сето тоа треба да има причини. Дали станува Има збор ли за причини безбедност причини или Мијалков за слично? да престојува во затворот отворен тип? Причини дали има за да издржува казна во затворот? Од отворен тип, во затворот отворен тип. Он има за таму Па добиен да, ти упатен вас акт. не ви интересира ништо. Апсолутно, лицето додека беше на слобода Сашо Мијалков, јавноста се прашуваше зошто е на слобода. Сега е на издржување на казна затвор, зошто е на Многу издржување чудно на казна додека сте затвор? вие уверен дека е на издржување на затвор, на казна затвор. Да, Се зошто не видовте со него? Не, не сум сега. Под каде знаете? Јас вршам обиколка на сите затвори, меѓутоа разговори со осудени лица во 4 очи не извршувам. Дали сте се виделе со него? Со кого? Со Сашо Мијалков? Каде? Во затворот? Во затвор. Да, сум го видел на Сега минување. кажете не сте го видели. Не, на минување, А не сте сум се разговарал. разминале? Да. Бидејќи таму имавме пред неколку месеци имавме една спроведена една акција за претрес, за одземање на недозволени средства. И што најдовте? Како и секаде, мобилни телефони недозволени средства. Како Немаше тоа со дрога. леснотија го кажувате, како и секаде, како тоа да е нормално, како да е согласно закон. Апсолутно дека не е нормално, меѓутоа не постои затвор во светот каде што нема мобилни телефони. И покрај тоа што во нашиот куќен ред поседување на мобилен телефон станува збор за посериозна дисциплински престап и нормално следуваат санкции за недозволено Кам поседување. Јалков што најдовте? Не се сеќавам точно. Навистина не во се теков сеќавам. на цело интервју да очекувам дека нема да се сеќавате точно на секој ќе прашам за Мијалков. Не, видите, не одам на индивидуализација. За мене Сашо Мијалков е уште едно осудено лице кој е на издржување на казна затвор, како и сите други 2200 кои се на територија на Република Северна Македонија во 12 казнено-поправни установи домови на нашата територија. Ајде да non контактираше и со лице од затворот, каде што вела дека од Сашо не виделе С во затворот. Мислам, како го коментирате тоа? Повторно ќе кажам, значи јас вршам контрола и надзор на сите казнено-поправни установи. Физички не можам да бидам присутен секој ден во секој затвор. Значи вие се сомневате. Она не се сомневам, туку оние со оние информации со кои располагам. Лицето Сашо Мијалков е на издржување на казна затвор во казнено-поправниот дом од отворен тип во Струга. Сега од информациите кои ги поседувате или лицето е навистина на издржување? Лицето е на вистина на издржување на казна затвор. Не знам зашто не би било, не знам од каде ви се такви Па не знам информации. да не сте му дали клуч од мериот од некоја хотелска соба наместо од затворската келија. Затоа што дознавме исто така дека очигледно секој се манипулира со сопствената келија од медиумите. Нема затворската управа нема ни клуч од келиите. Во Струга? Да, Се уште разговараме за затворот Струга. апсолутно. Апсолутно таму има не само што имаат клучеви, туку има и правилник за движење на клучеви. Значи апсолутно се знае во секоја казнено-поправна установа кој ги поседува клучевите и како и движење на И клучевите. сега Правилник Мијалков од имаме. каде поседува клуч од Струга или од Не мериот? поседува Мијалков клуч од Струга. Е под каде поседува? Не знам од кај поседува Мијалков е на издржување на казна затвор во казнено-поправен дом од отворен тип во Струга. Добре, Не знам кога за какви излегува клучеви зборите. кога излегува од келијата, кај го остава клучот? Од келијата кога излегува. Еве на викенд, еве славеше Нова година. Собата е отворена. Не смее да заклучува, како може да А кога била правена контролата, зашто биле собите заклучени и не можеле да се влезе во нив затоа што Не знам од каде ви е таа информација, дали станува збор за соба на Сашо Мијалков или на други, или дали воопшто е Не тоа зборам вистина. Сашо Мијалков, јас зборам дали собите се заклучуваат, дали затворениците се ги заклучуваат собите и клучевите се ги носат со нив. Не, Ви одговорно тврдите. најодговорно. Значи лажат сите, само вие сте. Не, јас најодговорно ви тврдам бидејќи во оние посети кои сум ги направил во сите казнено-поправни установи, не сум утврдил во било кој затвор лице да поседува од собствена келија клуч. Мислам, тоа е Имате ли информација дека затворениците во Струга плаќаат по 500 евра, да речеме, отприлика средства на одредени лица, вие веројатно знаете подобро од мене на кого, за да можат ниту навечер да не се враќаат во своите кели? немам таква информација. Каков директор на управување за санкции сте вие, ако немате информација, вршите ностоп контроли и се повикувате на тие контроли? Ние секогаш кога сум бил на контрола,
во текот на една година, секогаш сите осудени лице биле на бројната состојба била таа каква што е согласно бројната состојба со која располагаат во моментов. Осем оние лица кои се на користење на одредена погодност, викенд отсуство, годишен одмор или слично. Во одговор за еден он, велите дека Мијалков дента кога не се појави на судење поради грешка на кривичниот суд во барањето за спровод, практично бил во затворот, не излегувал, влегувал, вие сте ги прегледале снимките. Не сум ги лично Тоа значи дека не сте го виделе Мијалков на снимките. Така, не сум ги јас прегледал снимките. Веднаш откако настана ова, искрено не се сомневам дека е некоја техничка грешка од страна на судот. Дека намерна грешка? Утрето ден, не реков дека е намерна грешка, станува збор за техничка грешка. Првиот работен ден, бидејќи стануваше збор за празници, првиот работен ден веќе испративме трочлена комисија, односно надзор, која изврши увид помеѓу другото и во видео надзорот. На самиот увид беше разговарано и со осуденото лице, за кое вие разговарате, и со менаџментот на затворот, и нормално тоа произлегува дека самото лице било тука на лице место кога надзорот отишол да изврши увид. Дали надзорот некогаш ви кажал дека на видео снимки од затворот во Струга го виделе Сашо Мијалков? Како влегува во келија? Ние надзор направи, ова е станува збор за вонреден надзор. И беше направен вонреден надзор токму заради оваа техничка грешка. Значи сакавме лично да се утврдиме дека Можам да заклучам дека одговорите не? Не. Видите, ние извршивме надзор. Вонреден надзор. Сватив? За да утврдиме дали некој од затворските работници, од менаџментот направил пропуст, за да биде соодветно санкциониран. Надзорот беше водреден токму заради тоа, заради јас не разбирам, ама вие самите кажавте го прегледавме видео надзорот. Помеѓу другото го прегледавме видео надзорот. Дали на тој видео надзор некогаш го видовте како Мијалков влегува во келија? Тоа прашувам. Значи го погледнавме видео надзорот и во нивен радост се гледа дека осудено лице за кое вие разговарате е тука на излежување на казна. Не излегува надзорот установата. Ама дали го видовте како влегува? Дали го видовте на некоја снимка? Лицето е внатре на издржување. Каде да го видиме дали влегува или излегува? За да види внатре мора да влезе. Затоа ме прашам дали го видовте како внатре, да. Го видовте на видео снимките дека влегува во затвор. Влегува после користење на последнава погодност што имал викенд отсуство, не знам точно кога беше. И тогаш било последно кога влегува и не искочил тој од келија. Навистина не знам дали излегол или не излегол. Меѓутоа, повторно ќе ви кажам, во моментот на надзорот, осудено лице Сашо Мијалков беше во неговата просторија. Се сомневате во безбедносната преоценка направена со Сашо Мијалков според која тој добива погодности денеска? Не, воопшто. Не постои опасност од бегство. Како сте вака самоуверен? Како некогаш велите кога некој прашање не ви одговара, велите тоа не знам, затворот одлучува, тамо јас не се меша, али Сашо Мијалков сигурен сте дека не го. Ја не сум портпарол на Сашо Мијалков, меѓутоа ама така изгледа во интервју. Лицево, за која вие разговарате, за која темава, за која јавноста навистина сака да слуша и да чита, и ве разбирам и вас и јавноста, како што реков и пред малку, е еден од многумината кои издржуваат казна затвор. До сега, Сашо Мијалков има користено 2 пати погодност. Викенд отсуство. И 2 пати редовно се има враќање на доиздржување на казната. Доколку некој лице сака да се даде во бегство. Кои лица смеат да користат погодност? Доколку некој лице сака да се даде во бегство, верувајте ми, нема да се врати на време. Сите оние согласно правилникот за класификација нормално за користење. Што вели правилникот? Правилникот вели дека доколку лицата со отворен третман имаат отворен третман додека издржуваат казна затвор, имаат право на користење викенд отсуство еднаш во месецот, со полуотворен третман на 45 дена и нормално доколку се работи ангажирани во текот на 6 месеци, нормално сметано во една пенолошка година, имаат право на годишен одмор. Дали ако против нив се води друга постапка, смеат да користат привилегии? Смеат да користат привилегии. Бидејќи не стои во правилникот дека има друга постапка, а доколку има друга постапка не може да користи погодност. Зошто тогаш не ја пуштите Гордана Јанкуловска? Гордана Јанкуловска не ја пуштаме заради тоа што правилникот во казнено поправен дом од отворен тип и полуотворен и установи од полуотворен тип имаат еден тип на правилник во КП Дом Идризово е втор тип. Во овој случај Гордана Јанкуловска, бидејќи станува збор за женско осудено лице, се наоѓа во казнено поправен дом Идризово од затворен тип. Тука има пропуст во делот на правилник каде што Ајде сега и доколку имате видете внимателно, само ќе ве замолам внимателно да ме следите.
Значи, правилник во казано-поправна установа од полуотворен тип или отворен тип и правилник во казано-поправен дом од затворен тип, а тоа се три во државата, и Дризово, Штип и Прилеп, се сосема различити. Во овој момент, хендикеп за Гордана Јанкуловска е што се наоѓа на издржување на затвор во КП Дом и Дризово заради тоа што женско оделение имаме само во тој затвор. Па тоа е дискриминација. Апсолутно се согласувам. Работиме, формирана е работна група и се надевам дека или до крај на овој месец или во наредниот месец правилникот ќе биде сменет. Апсолутно се Што чекавте согласувам. за сега? Колку време сте директор? 2 години. Зошто во 2 години не го смените? Знаете ли од кога е тој правилник? Небитно од кога е, вие сте 2 години директор, зошто дури сега го менувате? Сега утврдивме дека на висина женските затворенички се дискриминирани. А зошто тогаш И тоа е факт. А зошто еве тогаш настрана од Гордана Јанкуловска, еве ќе речеме дека исто во затворено оделение, во машко затворено оделение практично е Ѓоко Поповски. Така е. И тој не може да истиот користи правилник, привилегија. истиот правилник. Значи доколку Ѓоко А Поповски. како може, господине Маријан, многу ме интересира, закон за извршување санкции овозможува привилегии. Како може еден правилник да е посилен, да има поголема сила од законот? Може да ми вие сте правник. Повторно ќе ви кажам. Значи Ѓоко Поповски, за лицето за кое вие зборувате, Гордана Јанкуловска и сите останати лица кои се на издржување КП Дом и Дризово. Таму важи еден правилник за класификација. Како може правилник да има поголема сила од закон? Па има. Нема поголема Па сила тоа- од законот, тоа меѓутоа дефинитивно- ние се водиме по правилник, не можеме да даваме погодности од рака. Ние се водиме по правилник и правилникот Ама треба ако да се вие смени. сами велите дека правилникот не чини, како може да се водите од правилникот кој не чини? Ние таа постапка ја почнавме со претходниот министер. Во меѓумере дојде до реконструкција на влада каде што имаме сега нов министер за неколку А дена. зошто не го преместите Ѓоко Поповски во Струга? Зошто немаме барање? Ако ви поднесе ќе го преместите? Зависи кога ги исполнува условите ќе го пренесеме. Зошто да не? Зошто не би го пренеле Ѓоко Поповски? И доколку биде префрлен Ѓоко Поповски од КП Дом, нормално ако ги исполнува законските услови, од КП Дом и Дризово во КП Дом од отворен тип Струга, на сила е друг правилник и ќе може да користи погодност. Без разлика што има втора постапка. Значи, сите треба само да го следат примерот на господинот Мијалков и ќе имаат многу погодности во држава. Очигледно има добри правни застапници. И луѓе кои го поучуваат. Да не сте вие дел од него? Апсолутно не. Сигурен сте. Апсолутно не. Разговарате со човек што буткал режим. Ништо не ми значи тоа. Вашиот интегритет треба да зборува за вас и состојбата во затворите. Како оценувате состојбата во затворите? Состојбата во затворите генерално во дел од најавата би се согласил дека не се идеални, не се розеви. Меѓутоа во континуитет работиме на подобрување на условите. Реконструиране затворот во Битола, зборувам во период од последниве години. Двете оделение полуотворено и отворено во казнено-поправниот дом во Идризово исто така се релативно нови, 2019 се пуштени во употреба и во континуитет работиме што во подобрување на условите и што најголем акцент е ставен во борба против корупцијата. Значи имаме акциски план, подпишавме меморандум со МВР и со Државна комисија за спречување за корупција, каде што вработени луѓе од ДКСК вршат обука на нашите вработени, заради тоа што за жал морам да се согласам со вас со фактот дека се уште има ендемска корупција во затворскиот систем. 2 години да бидете директор и да се согласите со ваков факт не е погубно за вас? Не е вредно да кажете дека не сте успеале ништо да промените од функцијата на која сте? Апсолутно не е погубен момент заради тоа што сум успеал, евидентно е подобрување на условите, тоа е евидентно. Значи и со самиот факт дека еве и не само во затворскиот систем, и новата судница е пуштена во употреба, која со години беше. За која од прва добивте предупредување дека таа судница не може да ја користите како што вас ќе ви текне и да не известувате јавноста, дека ќе има судења за да не може да ги проследиме. Не, судницата не ја користиме ние, судницата го користи судот. Значи, има да биде известен, значи одма има забелешки, сакам да кажам, одма и на нешто ново што ќе го пуштите, одма има некој недостаток. Не се согласувам. Значи, нашиот дел, бидејќи таму сме повеќе чинители во судницата, нашиот дел беше да ја опремиме и да ја пуштиме во употреба. Во овој момент, Министерството за правда работи на добивање на титулар, кој ќе раководи судницата. Ние не сме правосуден орган и не можеме да судиме у таа судница. Сега се супер, судницата е се супер, ќе имаме подобри услови за судење.
Но што е со условите во затворот? Мувла, затвореници ви спијат по земја, нема доволно душеци. Вие ги ресоциализирате или ги правите уште поагресивни за кога ќе излезат да бидат побетер од тоа што биле пред да влезат? Добро, последнава посета на CPT, Комитетот за превенција од тортура, беше лани во мај месец. И они не утврдија ниту мувла, ниту некој алармантно... Што велат, све е супер? Не велат далеку е од супер, далеку дека ситуацијава е розева, не е супер, меѓутоа дадоа одредени забелешки во делот на условите. Ние како управа за извршување на санкции во изминатиот период, во неколку 5-6 месеци, сите тие забелешки ги отстранивме, за кои ни беше укажано дека навистина не се добри. И сега има ли одделение кое ги преместувате сите кои не ви се допаѓаат затвореници, ги преместувате во тоа одделение за да... Не, тоа одделение за кое разговарате, популарно, Кажете како се вика, популарно се вика амбуланта. И морам да кажам дека една од препораките на CPT беше делот, првиот кат на одделението, така наречена амбуланта, да биде затворено и тоа одделение сега е надвор од функција затворено е, првиот кат, вториот кат е во функција, меѓутоа е целосно реновиран. Сега супер тоа CPT што кажале, ние имаме народен правобранител во државава, народен правобранител бил во затворот во Идризово, знаете за што станува збор, кога беше преместувањето на Бојан Јовановски во крајна лоша здравствена ситуација во друго одделение. И тие велат утврдено дека тој престојува просторија со уште 4 лица, истата не ги исполнува стандардите предвидени како со домашното законодавство, така и со меѓународните правила. И сега што правиме, на кого да веруваме? На CPT или на народен правобранител, домашна институција? Апсолутно треба да му веруваме и народниот правобранител. Меѓутоа станува збор за повторно ќе ви кажам, сега разговараме за Идризово. Во овој момент, сега станува збор за жива материја, бројната состојба се менува од ден во ден, меѓутоа во овој момент во затворот од Идризово има некаде околу 1200 затвореници. Реална бројка во делот на сместувачки капацитети е некаде не повеќе од 900. Значи, ние имаме 300 луѓе преку онаа бројка која што можеме да ја примиме. Зашто сме ние виновни тука? Кога имаме слична е состојбата во Штип, алармантна е состојбата во Тетово, алармантна е состојбата во Струмица. Вие треба да размислувате за тоа сте директно. Не, тие се сместувачки капацитети, мора да се среди таа состојба. Па зошто се должни тие затвореници да седат по четворица во соба која не соодветна со несоодветни услови? Работиме, како што ви реков, работиме на подобрување на условите. Значи, веќе одредени простори во ново полуотворено одделение се пренаменети од службени простории, се пренаменети во сместувачки капацитети за осудени лица, така да во континуитет работиме и верувате ми дека евидентно е подобрување во затворскиот систем. Тоа е нотирано во сите извештаи. Правилникот кога ќе го смените за да може и Јанкуловска дојде на викенди? Правилникот, работната група веќе неколку пати се состана. И уште еднаш ќе потенцирам пред целата македонска јавност. Апсолутно се согласувам со вас дека во овој момент Гордана Јанкуловска, но не е само вака, сега да ја објасниме на јавноста дека ние Гордана Јанкуловска, Сашо Мијалков, Бојан Јовановски и сите други затвореници кои се популарни во јавноста да ги зијаме како пример за да ги представиме само реалните состојби во затворите. Настрана од Гордана Јанкуловска, таму сигурно има уште куп затворенички, знаеме за случај каде што жена која го избодела мажот до смрт го исецкала и е во затвор поради тоа, одлежала половина од казната и сега смее да излегува надвор поради вашиот правилник. Истовремено Гордана Јанкуловска не може да излегува поради истиот вашиот правилник затоа што против неа се води друга постапка. Значи некако нелогично е сето тоа што се случува. Повторно ви кажувам, хендикеп е што затворот, не ми кажете кога ќе го смените. Правилникот треба да биде сменет или до крајот на овој месец или до почетокот на наредниот месец. Значи почетокот на другиот месец тоа значи дека Гордана Јанкуловска и сите како неи за кои се обесправени ќе може да излегуваат на викенди. Значи, повторно ќе ви кажам, работната група веќе 2 пати се состана. Да, би требало, да прашам дали би требало, значи не можете да ме држите за збор дека ако не биде до крај на месец. Директор сте. Значи вложуваме сериозни напори до крај на месецот правилникот да биде донесен. Очекуваме да биде донесен. Со новиот правилник, не само Гордана Јанкуловска. Вие во неколку како стои правилникот? Јас осудени лица ги гледам, не ги гледам. Да, затоа ги објасни дека не е тоа за Гордана. Не е коректно осудени сега да одиме. Мислам дека дома коректно затоа што јавноста така ќе ги разбере состојбите во затворите да бидат по-лесно објаснети, односно да бидат поразбирливо објаснети, затоа што ако употребуваме терминологија како што употребувате вие, тоа ќе биде нејасно за никого и веројатно во интервју ќе биде многу досадно. Добро. А ние ќе го направиме
да биде доволно гледливо за да се види што се случува во тие 4 зида низ сите затвори. Се будат со ножеви по затвори. Се бодат со ножеви. Оваа информација од кога ви е? Од ноември 2022. Затвореник ви беше во критична состојба префрлен на ургентен центар. Станува збор за затворот Идризово, така? Нема ли сцени и настани, има и надвор, не само во затворите. Го заборавате фактот дека на издржување на казна се затвор... грижите за благосостојбата и за тоа какво е здравието на тие затвореници. Го заборавате фактот дека на издржување на казна затвор се осудени лица, сите оние кои се огрешили од законот. Што треба тоа да значи? Тоа значи дека нормално се колат по затвор? Тоа значи дека имаме работа со луѓе кои се огрешили од законот или тоа го прават во континуитет. Ресоциализирате, не да ги оставите да се испоколат. Ресоциализација е еден габаритен процес кој трае од самиот почеток па дури до поиздржување на казната, поспенално. Тоа е еден габаритен процес, не станува збор само додека се издржува казната затвор. И вие што правите од тие затвореници? Големи криминалци кога излезат или ги ресоциализирате? Не, апсолутно дека ги ресоциализираме, меѓутоа повторно ќе кажам, тоа е габаритен процес. Бара време, посветеност и енергија. Че во овој момент имаме стручни тимови. Контрадикторен сте, знаете зошто? Од една страна велите да, владе ендемска корупција ни затворите, од друга страна велите ги социализирате. Па како идат тие две ствари заедно? Социализација, ресоциализација и ендемска корупција апсолутно нема додирни точки една со друга. Како нема корупцијата мора да иде преку вработените во затворот, а нарачката мора да биде од затвореник. Карикирам. Како, значи, ако тие повторно преку коруптивни дејанија се обидуваат да добијат нешто, тоа значи дека вие не ресоциализирате? Ресоциализираме, како што реков. Меѓутоа не сме имуни на корупцијата. Тоа не значи дека не ги ресоциализираме. Па има стручни тимови, стручни луѓе кои деноноќно работат. И уште една работа. Друго е право доколку на некого му е нарушено, друго е погодност. Цело време зборите на права ги исполнува правата. Права нема. Секој еден има бесплатна правна помош и има права и на ничие право не е нарушено, а погодност се заслужува. Погодност се заслужува со работен ангажман, со почитување на куќниот ред и нормално резултатите од процесот на ресоциализација. Добре, па кажавме и повторно ќе кажеме Гордана Ненковска, ниту има казна против неј за некоја дека била со лошо однесување или слично. А сепак точно, до сега поголем дел од првата казна, единствен кој е правосилна на Гордана Енкуловска, поголем дел е издржан и во тој изминат период апсолутно се согласувам со вас дека нема ниту еден дисциплински престап. За тоа го зборуваме, не знам зашто куќниот ред, процесот на ресоциализација оди одлично, меѓутоа повторно ќе ви кажам, претходно ви го дадов одговорот. Станува збор за правилник кој ќе биде изменет. Апропо тоа што вие го кажувате дека има повеќе услови поради кои се добиваат погодности, ви реплицирам дека има луѓе кои што ги исполнуваат условите, ама погодности не добиваат. Токму така, дискриминирачки и во самиот вовед реков дека не се согласува. Што мислите за докторот Јулијана Ангелова, домски доктор од Идризово? Јулијана, видите, не ми е пријателка, станува збор за жена со преку 20 годишно работно искуство, врвен професионалец и жена која на вистина дала голем допринос во делот на... На кој верувате повеќе од тројца специјалисти со конзилијарно мислење? Немам причина да не и верувам. Не знам за како специјалисти, веројатно знаете. За кој случај зборувате? Не, мислам не за Бојан Јовановски. За Бојан Јовановски. Добро. Да прашаме, тука ме интересира се, како може на нејзе да верувате повеќе од тројца специјалисти? Тоа не ми е јасно. Последниот збор. Ако не се лажам, сега ме прашувате за прекин на казна на Бојан Јовановски. Да. Јас при една посета, лично го посети Бојан Јовановски, меѓутоа разговаравме со него во присуство на службени лица, не разговаравме. Прашам, вие рековте на почетокот не разговарате со осуденици. Не разговаравме, значи повторно ќе ви кажам. При една посета на затворот, не сум бил отишол кај него лично да разговарам со него, туку при една посета бев замолен ад хок да разговараме и нормално не разговаравме во 4 очи. Не сте биле замолени. И лицето, конкретно Бојан Јовановски, ми се пожали на неговата здравствена состојба. Во меѓувреме стигна барање, молба за добивање на прекин на казна заради негова влошена здравствена состојба. Нормално по службена должност побаравме податоци од домскиот лекар кој е надлежен во овој случај
и истите ни беа доставени. Проценката на управата за извршување на санкции беше дека за тоа лице имаме услови да го лекуваме во казано-поправниот дом во Идрисово. За тоа гарантираше и самата лекарка, дека има услови да се лекува таму. И еве влошена му е здравствената состојба, сега што правиме? Пошто ви верувате на домската лекарка? Сега во овој момент лицето е сместено мислам дека беше во градска болница. Сакате да ви цитирам? Да. Ова е разговор помеѓу мене и вас, ова се транскрипти од сите наши разговори кои сме ги воделе како новинар и директор на затвор, на управата за извршување санкции. 12.7.2022 година, велите, меѓу другото, лично ја разговарав со Бојан, има оток по десната града, здравствената состојба не му е добра. Ме разбираш? Вие мене ме прашувате. Така. Согласувате со? Не, апсолутно се согласувам. Па добро, како може вие да ми кажувате од една страна дека здравствената состојба на Бојан Јовановски не е добра, Добро. од друга страна и верувате на домската докторка, а не на тројца специјалисти кои велат и го потврдуваат ова што вие го кажувате. Значи како може Здравствената состојба една е да не му е добра, друга состојба е доколку е во животот загрозувачка состојба осуденото лице. Па така стои во во тие. овој момент, во тој момент за кога разговарате вие за тој период, лицето не беше во животот загрозувачка Ама му е состојба. влошена Му здравствената беше- состојба, а му е докторите влошена. велат дека треба да се лекува дома, дека може да умре ако остане во затвор. Јас сега треба да верувам на Бојан или треба да верувам на лекарката, докторите. на домската лекарка? Не, на докторите. Доктори, тоа не е Сакате Бојан. да кажете Зошто дека Бојан мислењето на Јовановски? домскиот лекар е ирелевантно? Ако во случај, ако ги споредиме според тежина со специјалисти и домски лекар, апсолутно. Конечно барање. Вие сте со функција над премиерот или премиерот е над вас? Нормално дека е премиерот на Па така и тука. Специјалистите се над домскиот лекар. Специјалистите се над домскиот лекар во нормални услови. А во моментот кога се случуваше тоа со барањето, лицето беше на лекување во здравствено установа. Така и не беше во животот загрозувачка состојба. Како оценивте? Домскиот лекар го Ама домскиот лекар во моментот не го гледал Бојан Јовановски во не бил во затворот. Видете да ви кажам, разговараме за лице кој преку 20 години е вработен во затворот Идризово. Ама не ме разбирате, Врвен професионалец. нема ловит во состојбата. Домскиот лекар во моментот кога вие сте одлучувале, не можел да го види Бојан Јовановски затоа што тој се лекува во болница. Како верувате на домскиот лекар ако не може да го види пациентот? Добро, во ред сакате да Тоа кажете, прашувам. добро, ако се он во тој момент лекувал во болница, така? И сте добиле специјалистички наод? Така, сакате да кажете дека подобри услови за лекување ќе имал дома? Не сакам да кажам дека не може да биде вратен. Така стои во наодите, не кажувам јас. Додека бил, Тоа е многу голема грешка. Не, во ред, додека бил на лекување, ќе имал условите да се лекува. Ако немал И услови не во може затвор, лекувањето да продолжи во пенални услови, во затворски услови. Така стои во тие специјалистички наоди од адвокатите што јас ги видов. се додека не се створат услови за лекување во затворските услови, лицето ќе биде задржано на лекување во болница. Ама не може да го држат во болница ако треба да го пуштат на домашно лекување. Не знам зошто не се разбираме. Добро, ајде еве ќе земе друга ситуација. Сакате да кажете Еве дека ќе земеме дека друга дома ситуација. дека дома има Ајде услови за видиме дали лекување во се болница исти нема. аршините. Па немајте да го. Дали, па добро, еве ајде вие кажете ми тогаш зошто го пуштивте Зоран Милевски Кичеец, му дадовте прекина казна. Заради тоа што имаше потреба од лекување, Па сега Бојан испитување. Јовановски нема потреба од лекување, а Зоран Милевски има. Заради тоа што имаме исто така имало мислење и конзилијарно, бидејќи со- домски, па дозволете ми, домски лекар во казано поправен дом Струга нема. Ама има конзилијарно мислење на кое Туку сте има- го поклониле туку има верба. Па добро, зошто ви верувавте на конзилијарното мислење, зошто не се лекуваше еве како што велите за Бојан Јовановски, па нека остане во болница колку треба што го пуштите на прекин. Кого? Кичевски. Кичеец. Бојан не сум го пушил на прекин. Не Кичеец, зошто го пуштивте на прекин? Добро. Доколку сметате дека секој затворени кој треба да се лекува, Така. треба да се лекува во установа додека може и после тоа се врати во затвор. Зошто го пуштивте? Заради тоа што не се сеќавам точно, мислам дека имаше кардиоваскуларни проблеми и надлежниот лекар препорача, Кој надлежен лекар? не ми текнува сега на името кој А беше. нема домски лекар таму. Кој Не, специјалистот, кардиологот препорача неколку дневно или неколку не знам како беше истите испитување. специјалисти, гледате сега се вртиме во круг цело време. Па истите специјалисти, не истиот човек, исто специјалисти по титула, ви велат дека Бојан Јовановски не може да се лекува во пенални услови. Вие велите нека остане во болница. Ме разбирате? А овдека ви велат специјалистите однесете го на кардиолог, вие сте го однеле на кардиолог. Тоа не се различни аршини. Не се различни аршини, апсолутно, заради тоа што повторно ќе ви кажам. Специјалисти кардиоваскуларни лекари во соработка со
со домски лекар од казано поправен дом Струга, кој го дава истово мислење, кој се согласува, во тука имаме спротивно мислење на Во Идризова нема, во Струга нема домски лекар. нема, меѓутоа доаѓа еднаш неделно. Ме разбирате, од Центарот за јавно здравје. Добро. И тој беше на истиот став како и специјалистите кои препорачаа испитувања за лице за кое зборувате. Уште не објаснивте како верувате на домски лекар повеќе од специјалисти кои го имаат. Знаете како вие се Тука е разликата домски лекар во Струга, не домски лекар туку кој доаѓа еднаш неделно, се согласува со специјалистите. Во Идризово домскиот лекар не се согласува со мислењето од лекарите кои препорачуваат домашно лекување. Специјалистите кои го имаат нови, значи вака. Јас се лекувам во болница. Моментално сум во градска болница. Таму лежам и се лекувам. Значи специјалистите доаѓаат секој ден ме прегледуваат и тие велат Кристијан Ландов не може да продолжи со издржување на казна во Идризово, бидејќи треба да се пушти на домашно лекување, бидејќи во се спротивно на тоа ќе влијае на неговиот живот. Може да умре утре. И имате домски лекар кој, јас лежам, потсетувам во градска, имате домски лекар во Идризово, каде што вели, овој што лежи во градска затвореников ваш, може да продолжи да лежи тука. Сега, кој треба да му веруваме, на овие што ме гледаат секој ден или на докторкава што ме нема видено пола месец затоа што се лекувам во установа здравствена? Не ве разбирам. Апсолутно дека треба да им веруваме на тие луѓе и на тие лекари. Дали е конзерваторно мислење? Јас се согласувам со вас. Меѓутоа во тој момент нашата проценка беше дека доколку Па тоа збориме за проценката, ја знаеме, но како може да донесе таква проценка нелогична? Па еве ќе ви кажам, како може да има подобри услови за лекување дома отколку во болница? Дали мислите дека дома има подобри услови за лекување? Велате како ќе се испушти од болница, пошто нема потреба повеќе од болничко лекување. Добро. И кога ќе продолжи лекувањето не може да продолжи во поинални услови. Нему му беше препорачано диететска храна и ние бевме во тој момент спремни и се уште сме спремни да му обезбедиме услови за да се лекува. На случајот Јовановски има што да се зборува. Случајот Јовановски е толку темелен и го имаме работено во целост. Имате обвинување од екс-директор на Идризово, тоа е Реджеп Реджипи, кој заедно он вели дека трпел притисоци за да го премести Бојан Јовановски. Притисоците били од ваша страна. Тоа се паушални обвинувања. Ако е притисок почитување на словото на законот, тога се согласувам дека имало притисок. Апсолутно. Како звучало тоа, да чуеме, како е тоа слово? Не знам како звучело, тоа треба он да објасни. Доколку имало и не знам зошто не пријави. Вие велите дека имало. Видите, Вие велите Бојан Јовановски при еден надзор, редовен надзор, на 2 години правиме редовни надзори за сите казано поправни установи, е од страна на надзорот кој го вршел, не сум го вршел јас, е констатирано дека лица со затворен третман и со високи казни се наоѓаат на издржување на казна затвор во полуотворено оделение. Тука се согласуваме. Еклатантен пример на корупција. Што чекавте цела година? Еве, ако е тоа еклатантен пример на корупција, што чекавте вие цела година за да не ја спречите таа корупција? Ништо не сум чекал, вие туку веднаш што сум во го моментот добил. кога бил сместен. Сега ќе ви објаснам. Значи ништо не сум чекал. Што го добив извештајот од извршениот надзор во Идризово? Побарал од директорот сите лица кои се со затворен третман да бидат префрлени во зградата во затворено оделение. Меѓутоа, И колку лица беа преместени? Меѓутоа, за жал, немаме доволен број на сместувачки капацитети. Колку лица беа преместени? Чинам дека се сега сите преместени. Во тој момент. Во тој момент или сега? Во тој момент. Во тој момент не се сеќавам колку беа префрлени. Јас ќе ви кажам двајца, Бојан Јовановски и уште еден затвореник. Ако вака ви врши некоја информација, Не знам, ја не одам на индивидуализација. Мене Бојан Јовановски, кога ќе ве прашам за Мјалков, тука нема никаква индемска корупција, кога ќе прашам за Бојан Јовановски, велите ова е еклатантен пример за индемска корупција. Ама чека да ви кажам. Дали сметате дека лице со 9 годишна затворска казна, Добро. со затворен Која третман, една третина има одлежана. така е? Добро. Која една третина има излежано? Во тој момент не знам дали имаше една третина, како и да е. Се наоѓа притвори, имаше домашни притвори. Може, навистина не ги знам сега. Ја Јас ги висината на казите на сите да биде во оделение. А во затворено Вие оделение не ги знаете работите, а велите јас Не ги знам работите, не знам точно на време траењето на издржаниот дел. Ама тоа е клучно за тоа кај ќе го сместите тој осуденик. Видете да ви кажам, вие не го знаете. Во затворено оделение имате лице со година и со 2 затворски казни, а во полуотворено каде што се многу подобри услови со 9 годишна затворска казна. Мислам дека со обвинувањево доколку зошто не ги пријавил? Секој може. Зошто вие не го тужевте? Кого да го тужам?
Па најавивте тужба доколку не се извини. Ви се извини Реджеп Реджепи. Па ќе видиме тоа, ќе оставиме на времето да покаже. Ви се извини? Ќе оставиме на времето да покаже. Не ви се извини. Значи не дадовте извинување, ниту го испрочитувавте спорот кој вие сами го дадовте, како ќе го тужите. И како да ви веруваме вас сега, ако вие не сте толку сигурен за да го тужите, да видиме сите? Времето ќе покаже дали сум покренал или не сум покренал и причините за тоа. Да оставиме малку на времето. Зошто не покренавте? Ја повторно ќе ви кажам, доколку имало партиски притисок. Зошто не го приеми? Затоа што во моментот сте биле на повисока функција од него, може. Можевте да предложите до влада да го сменат како што го сменија. Стои тоа како факт. Тој беше вршител на должност ВД и не сум предложил да го сменат, туку не ги даде очекуваните резултати. Што очекувавте од него? Да го премести Бојан Јовановски? Па искрено, не, апсолутно. Видите, не знам зошто во целава приказна неколку пати повторувате Бојан Јовановски. Не одам на индивидуализација. Ви пречи? Апсолутно не, зошто? Па зошто тоа не го споменувам? Него ни познавам, млака, 2 пати, 3 Па пред пати. интервјуто ми кажавте дека сте се бореле заедно, сте буткале режим. Како не го познавате? Јас сум буткал режим. Тој сигурно нека и тој бил во делот на шарената како не го револуција. познавате? Па лично не се познаваме така. Па сте седеле, сте разговарале со него. Лично не се познавам. Имате анимозитет кон него? Не, зошто би имал, не знам. Сакате да ви цитирам од ТАДОШ како сте разговарале кога е тој во прашање? Или сакате да ви ги дадам овие транскрипти сами да ги прочитате? Не, може ми дајте што сакате. Ја немам анимозитет кон никого. И не знам зошто би има анимозитет кон Бојан Јовановски. Не, навистина не ми е јасно. Бојан Јовановски за Зошто мене не е само уште дозволите едно лице. интервју со Бојан Јовановски? Интервју не дозволив со Бојан Јовановски од безбедностни причини. Кои се безбедностни причини? Не ми можела да ги откриам сега. А што можете да откриете? Не би можела да ги откриам безбедностни причини. Сепак станува Што збор можете да за откриете? станува збор за затвори. Ние раководиме со затвори, не со детски градини. Така да има безбедностни ризици одредени. Како може да има безбедностни ризици за интервју, а да нема безбедностни ризици кои беа во прашање неговите посети? Тој имаше посети по цело време. Внесување пред се тука мислам на внесување на апарати телефонски. Ние да внесеме Па како ќе правите апарат. интервју со Ние да влеземе телефонски апарат за Бојан Јовановски. не телефонски апарат, видеокамера или слично, со што ќе го правите интервју? А добро, и ние се сомневавте дека ние на Бојан Јовановски ќе му однесеме мобилен апарат? Не ме разбирате. Не реков мобилен апарат, видеокамера, со што ќе го правите А интервјуто? добро, и кој е безбедносниот ризик со видеокамерата? Што ќе оставиме во затворот? Не да ја ставите да го затвор, може да биде снимено нешто што не треба да биде Па снимено. вие сместете во просторија кај што сакате и таму ќе го снимиме. Не располагаме во овој момент со таква просторија. Еве во некоја, еве во кај него во Келија сместете ни сведете ги затворени се. Не може? Не можеме. Зошто? Па ви кажам од истиве причини. Еве донесете тројца затвореници околу нас нека стојат и тие нека ја внесат нашата опрема, може? Не може. Не може. И како ја сега да верувам дека навистина вие немате анимозитет и не Ама се зошто плашите нема? од тоа што ќе Ама го од кажа? кого да се плаши? Ама како може да ни кажете дека безбедносната проценка кажува безбедносен ризик затоа што ние ќе внесеме камера? Со што ќе го правите интервјуто? Не можете. Ама добро, како може и што е таа камера? Како ќе се уплаши некој затвореник од камерата? Не разбирам, може да ми појасните тоа прашувам. Не знам, може на некого да му биде нарушена личниот интегритет. Па Може да биде снимен случајно. или Па Бојан Јовановски моментално е на издржување на казна, но моментално е на лекување во болница. Добро. Ајде, може ли да го направиме во болница интервјуто? Ќе дозволите ли? Не може ни тоа. И па сега Нарушена му е здравствената состојба. Дали е спремен да тоа- дава ама, интервју? Тоа адвокатите ќе кажат, не вие. Добро. Може? Доколку Ајде. Не може да видиме Еве го барањето. Не знам во каква пред здравствена камери состојба е. сакам да ви го врачам. Се надам ќе земете ова, не можам да ви го подадам на друг начин. Се надам дека ќе го дозволите. Сите факти се наведени, членот све испечатирано. Видите нешто да не фали за да не биде после дека. Добро. Значи примено. Говорете? Примено, не е одобрено, примено. Да. Веројатно нема да го одобрите. Ќе видиме. Безбедносни преценки велите, а ако е така како што велите дека стварно безбедносните проценки се во прашање, зошто во личен разговор ми имате кажано дека министерот не ви дозволува да дозволите интервју со Бојан Јовановски? За кој министер зборувате, за сегашно или за претходниот? И за двајцата. Не се сеќавате. Не се сеќавам. Па ќе дозволите ли ние да ги имитуваме утре аудио снимките каде што јас практично земам од вас изјава, а вие ми кажувате, ќе цитирам, вие слободно демантирајте ме ако сакате.
Искрено ли да зборуваме, министерот не дозволи, еве искрено. Сега што да ти кажам, најискрено ти кажувам, знаеш ли колку ми е мене битно интервјуто со Боки? Ич. И да ви се не така. Разговор на Што би било 13 битно интервју? разговор на 13.1.2022 година. Еве, не се сеќавате на овој Не разговор? се сеќавам, навистина не ми е битно. Па ќе дозволите да ги емитуваме снимките? Ќе видиме. Не, снимки бе, дали може да ги емитуваме, аудио снимките, разговорите. Аудио снимки? Да. Апсолутно не знам како. Па сега, ако сте сигурен дека не сте Дали го кажале сметате ова, дека треба да имитувате снимки од приватни апсолутно, разговори? ако сакате да ме демантирате дека не сте го кажале ова, сте ми го кажале. Не, ја не викам, не сум го кажал, не се сеќавам. А, не се сеќавам. Не се сеќавам. Ајде да видиме сега, кога се смени министерот, дојде Топанчевски како министер, повторно водевме разговор, овој разговор е на 1.3.2022 година и вие велите министерот не дозволува, стварно не дозволува, немам причина да те лажам, не го познавам, ниту ме интересира. И овој разговор не се сеќавам. И на овој разговор не се сеќавам. Па да ги пуштиме аудио снимките да се присетиме. Не знам зошто ги пуштале, и да е така. Па како може да па се повикувате на безбедносна проценка како ако и е Па така? нормално, Вие треба да постапите како министерот ќе ви каже или треба да постапите како што законот Ние ви за кажува? безбедносна проценка се консултираме со министерот. За јавни настапи каде што сум дел од нешто во интервју или слично за секоја изјава. Исто така се консултираме со нашата PR служба бидејќи ние сме орган во состав на Министерство за правда. Јас не Како зборувам за можем да интервју преземам чекори ваше, туку зборувам за интервју на осуденик. без разлика значи како може да превземам чекори конкретни без знаење на министерот. Јас сум орган во состав на Ама не може да се Министерство за правда. повикувате вие на безбедносна проценка ваша, ако ми кажувате дека прво ми кажувате пред 5 минути камерата била проблем, сега кога ви цитирам разговори кои вие сте ги воделе, ми кажувате дека не се сеќавате на разговорите, но дека се консултирате со министерот или индиректно ги потврдувате. Да ви помогам. И сега што е проблемот, министерот или камерата? Не е само камерата, безбедносните причини и не е само камерата е една од безбедносните причини. Добро. Не од тие причини А не сме министрите? дозволено снимање. Министрите? Проблем се? И министрите не дозволуваат нормално дека се координираме и со нив. Маричек не ви дозволил. Не Маричи, зборувам за Топанчевски. Топанчевски не ви дозволил. Не дека не ми дозволуваат. Заедничка одлука сме донеле дека Ама сега Од безбедносни министерот не ми причини не е дозволил- добро. Не ми дозволува, така велите вие? Ама чека да Не ви кажам. велите заеднички одлучивме ние да нема Па интервју? како може да ако не заеднички да одлучиме? Па како тогаш Нормално дека министерот ме А праша за Маричек- безбедноста, а за Маричек- безбедноста проценка. А Маричек што Кого ви да кажа? праша министерот за А безбедноста Маричек што ви проценка? кажа? Мислам дека истото беше. Истото беше. Исто. Како тогаш Маричек негира дека го забрани интервјуто со Буки 13, негова изјава ова? Па како може Маричи да го забрани? Валјда Па заеднички вие- сме донеле одлука. Ама господине, Ние Масовски, ајде, еве ја може ви не дочитам, то болдирани се тие. Не, добро ајде го видете читате, добро како го како читате. велите. Значи, Точно. добро Еве вели- вие прочитајте добро- ви. добро вели вице-премиерот. Како што вели горе? Најгорниот дел. Болдирано е кај што пишува МС, тоа сте вие. Така е. Што вели таму? Може на глас. Министерот не дозволи. За ова ли изборите? Апсолутно. Апсолутно се согласувам дека министерот не дозволи заради Па тоа сам министерот не Ама дозволи чекајте, или вие не ама дозволите? гледај Јас сега. стварно не разбирам. Значи, одлуката е донесена заедничка. Ама министерот не дозволи. Нормално дека Па носиме законот одлуки што заедно ви со вели? А министерот. законот како ви вели? И сме барале. Член и сме 202 барале- е. Поправете ме ако грешам. Член 202 е. Чекајте, дозволете ми. И сме барале безбедносна проценка и од затворот. Во разговор со директорот на затворот и со нормално сите чинители во делот на безбедноста на затворот. Дали може, дали ние не сме реалити шоу? Директор Станува збор за казано поправен дом. Добро и? А зошто го споменувате тоа реалити шоу? Па Бојан реалити шоу, Јовановски ве асоцира на реалити шоу. обично во реалити шоу има интервјуа, не знам, ова е казано поправен дом. Господине Институција од Спасовски, затворен тип. вие велите на почетокот се залагате да искорените таа корупција во затворите, се залагате за подобро општество, за ресоциализација. Тоа лице излегуваше јавно со транскрипти и со низа докази кои покажуваа дека коруптивни дејанија се вршат. Тој се жалеше, тоа лице исто така се жалеше од условите во затворот. Вие го замолчувате. Еле се разбира? Зошто не ги- Тоа е цензура. Тоа не е реалити шоу ако каже. Сакате да кажете дека претходниците ваши што дозволувале интервјуа правеле реалити шоу? Не. Сакам да кажам. Па, дека сега мора нешто да Сакам значи да тоа. кажам дека стереотипите за затворскиот систем во делот на транспарентноста и отчетноста ги разбивме. Затворите никогаш не биле поотворени и потранспарентни од сега. Па зошто не дозволувате интервју? Па замислете Овдека не само до пишува, пред 5-6 директорот години. вика вака, директорот на управата може да одобри фотографирање и снимање на објекти на казнено-поправната установа и воспитно-поправната установа. Вработените како и осудените лица во казнено-поправните установи може да се фотографираат само со нивна согласност.
Така? Така. Овдека не пишува консултира го министерот. Па ние сме орган во состав на министерство, како да не го. Ама сте засебен орган. Јас давам дозвола за фотографирање, Засебен веси, орган. засебен, апсолутно. Епа. Кај пишува дека консултира го министерот? Па добро, Се водите според закон или според ваше правило? Тоа ми прашувам. според закон, ама нормално ви кажувам, ние сме дел од... Не е нормално ако не го пишува во законот, да вие применувате нешто што не е го пишува. Тоа значи дека вие се толкувате како што сакате. Не си толкуваме како што сакаме. Ние сме дале толкување дека од безбедностни причини не треба да се дозволи снимање. И мене сте ми вие кажале дека прашувате од кои министер причини? Не, вие Безбедностни сте ми причини. кажале дека министерот еве прочитајте го вие сека вас е листот и дека министерот не ви дозволува, а дека што се однесува до вас нема никаков проблем. Не е вистина тоа дека што се однесува до мене не е никаков проблем. Дали мислите дека јас би дозволил Ајде проверите го листот. Значи точно Еве, е. јас ќе ви кажам ама уште стои во еднаш. листот дека ми, ама сега видите да ви кажам. Нормално дека одлуката е донесена со министер. Не е нормално. Ако не го пишува во закон, не е нормално. Поправете. Ние сме орган во состав на Министерство за правда. Засебен орган. И без Засебен разлика што орган. сме засебен орган, сите одлуки ги носиме заеднички. Еве И носиме одговорност. И пак Што доколку се наруши безбедноста причина, а јас сум дал Која дозвола. е на пример таа безбедност? Не можам да зборувам за која. Има X безбедностни причини. Што доколку биде Ама нерешено? ова е транспарентност. Не, видите. Не, дали е што- ова Еве транспарентност? јас Ова вие го цените како дека вие во моментот сте најтранспарентниот директор, а вие не сакате да кажете кои се безбедностните причини. Па може сте ги измислиле. не сме ги измислили. Па како јас да бидам сигурен во тоа? Што доколку дојде Вие да го нарушувате правото на осуденикот да може да јавно се искаже за тоа што има да каже. Можеби сака да каже Маријан Спасовски, карикирам, може еве Кристијан Ландов вчера ми упати закана за убиство. Може сака тоа јавно да го обелодени затоа што на никој друг не верува. Зошто не дозволува? може да го обедели, има начини други на кои може да ги обелодени, доколку има закан или слично. Кои се тие начини? Тоа е начин, па има повеќе начини. Прво е да напише представка до народен правобранител. Па еве вие не Второ- ги почитувате ни до тие представки, Второ- народниот правобранител ви вика тоа осудено лице не треба таму да биде сместено, вие го ставате таму. Второ, преку правниот Значи нема застапник, епилог. преку својот адвокат може да поднесе представка, кривична пријава кон секој еден кој му се заканува. Ама него го претепаа, Има- вие немате Него го претепаа, точно имаше физички напад, И? лицата се До санкционирани, дисциплински се казнети и им е одземе третпуно. Добро, Ама и? како толку? И сега? Па не можеме ние... Тоа сака да кажат, ама гледате дека безбедностните проценки вас и без нас, како новинарска екипа, не ви се варят? Се согласувам дека има одредени аномалии, меѓутоа Значи ние ако дојдеме можеме само да ви го подобриме затворскиот Така е, систем. меѓутоа не може да кажете. Може би треба да размислите сепак да дозволите интервју. Ќе размислиме. Не можете да кажете дека не сме превзеле ништо, заради тоа што сите тие лица, Не сакам сите да кажам дека инволвирани кои измислувате. биле, Знаете како во првото барање, знаете како го одбивте? Да ве потсетам? Сака? Дека не може да се дозволи интервју со осуденото лице поради тоа што против него се водат други постапки. и без негова согласност. Имаше негова И согласност. потоа баравме мислење од затворот, Имаше се консултираме негова со согласност. министерот Не, имаше негова и согласност. сите беа едногласни дека Имаше негова согласност. може би имаше во меѓувреме негова Од согласност. прв момент имаше негова согласност. Гледате сега се обидувате да ме изманипулирате, а јас точно знам што Апсолутно сум пратил. не манипулирам заради тоа што баравме мислење од затворските служби, односно од секторот за безбедност, каде што ни беше предочено дека може да дојде до сериозно нарушување на безбедноста состојба со негово интервју. Не, јас зборам за првото одбивање на барањето кога велите се ставате во улога на суд и велите не можам да ви дозволам интервју затоа што против него се води друга постапка. Значи а тоа во законот не стои. Не стои. Така се согласиме, судот може да забрани, судот издава забрани ако не треба некој лице да говори јавно. Така. Не може да говори јавно, меѓутоа повторно ви кажа, Значи има вие ги начини. замолчувате и затворниците. Не, има начини на кои може да зборува Многу се јавно. задржавме на Бојан Јовановски, али оваа тема многу долга, вие не чувствувате никаква одговорност. Апсолутно. И што ќе кажете вака за замолчувањето на затвореници? Дали ќе продолжите вака или сега ќе можеби ќе размислите, ќе речете, чекате, нема да го прашувам министерот, ќе идам според законот ви или јас дозволувам или не дозволувам? Не можам ја да носам ниту една посериозна одлука. Зошто? Се плашите особено дека од ќе ве безбедносен разрешат? аспект. Не се плашам дека ќе ме разрешат, особено од безбедносен аспект, без консултација плашите дека ќе ве од разрешат? министерот. Не се плашам, него јас сум орган во состав на министерство. Но сте засебен орган. Апсолутно сум засебен. Апсолутно сум засебен орган, меѓутоа сум дел од Министерство за правда. И нормално е да се консултирам со министер за Ама правда. засебен орган. За сите Не е нормално, пак ќе ви кажам, сакате вие да го прочитате, еве јас ќе станам ќе ви го донесам таблетот да видите да прочитате што вели законот. Ама јас Ако знам, законот многу не го добро знам кажува што вели тоа, законот. ако законот не го кажува тоа, не може да е нормално, господине Спасовски. Вие постапувате според закон или според што? Еве Не. јавно ве прашувам пред целата Дали е македонска незаконски јавност, поставено што се дали одбиени за постапувате снимање? според закон? Да, според закон. Незаконски одбиено. Да, апсолутно. Незаконски Да, одбиено. Да.
И до министерот имаше представка. Значи јас сум ги искористил сите инстанции. Немате коментар. Не, имам коментар. Повелете. Од безбедностни причини не е Ама дозволено незаконски, снимање. јас велам незаконски одбиено, до таму стигнавме. Како ќе го искоментирате? Како може да не е законот да ми дозволува да донесам одлука дали ќе влезете во затвор да снимате или не. Но Проценката била дека се нарушени Јас безбедности. се сомнам дека има проценка. Ма вие сега може да се сомневате. Јас сум постапил согласно членот закон кој ми дозволува да ве одбијам или да ви дадам дозвол. Значи, вашата самоволија е многу побитно од тоа што вели. Еба сега нели незаконски? Дали Не, се станува прашам, за дали- незаконски или самоволија? Ако ме прашате мене, да, немате безбедносна проценка и никогаш не го докажавте тоа, ви побаравме во низа пати да ни доставите под кој архивски број е таа безбедносна проценка, каде е Како да ви заведена. доставам класифицирани информации за Како тоа може архивски господине број Ландов? да е класифицирана Како информација, може? ве молам Не, 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 споделете не. вака. Не, А не. вие само што издадовте класифицирана информација. Не извадов класифицирана информација. Кажавте дека поради камерата не сме можеле да влеземе во Што затвора. стои во класифицирана информација е тајна. Не можам да ви открием. Е, па вие Меѓутоа откривте дека е камерата упрашање. Не, тоа е една од... Е, па значи откривте тајна. Значи сега не- треба да ве гониме и кривично. Можете да ме гоните, меѓутоа јас Не, сум јас, постапил... државата, веројатно, Јас сум обвинил се постапил слуша. согласно закон и не сум дозволил снимање. И мислам, чиста ми е совеста и мислам дека правилно сум постапил. А има... Горд сте на тоа. Не сум горд. Ќе лупнете Има на начини, масата и има за тоа начини, сте. има начини на кои може сите оние доколку има закани, корупција, Ама криминал, вие, да ги пазете- обелодени. Има Ама начин. А не пред видеокамери. Видете вака, значи, дали предвидува камери? Да, предвидува камери, членот 202 ви го цитира во целост. Значи, не само што предвидува, туку е тоа и можност. Тоа е право. Дали се разбира? Како вие што имате право да се напиете вода во моментов, така тој затвореник може јавно да се појави. Тоа е законот. Јас не го измислив, тоа го покажува Може. законот. Така ли? Може да се појави јавно. Апсолутно. Ако Не мора, сака, може. Ако сака. И ако дури му биде овдека дозволено. знаете што вели? Дури ако идеме во целост од законот, вие треба да ни дозволите да го снимаме затворот. А не да ни дозволите да го снимаме затвореникот. Да ви го изцитирам уште еднаш законскиот член. Не, го знам добро за Епа, членот. како вие одлучувате за затвореникот? Вие треба да одлучите за затворот. Па кај кога го правите интервју, надвор нема да го правите. Ама Интервју вие не треба да го одлучивте правите за во затворот. затворот, вие одлучивте за затвореникот. Кој е на издржување казна во затвор? Ама не за затворот, за затвореникот. како безбедносни причини се однесуваат на затворот? Сакате и други делови да ви цитирам од наши разговори? Значи, Сакате да ви кажам кога вие лично ми имате кажано, побарете за било кој може, Бојан Јавановски, молим те, нема. безбедносни причини Се согласувате дека имавме ваков разговор? безбедносни причини Не се се однесува, согласувам. ако ми дозволите. Безбедносни Ако ми причини, одговорите, ви дозволувам. Ако безбедносни причини се однесуваат на затворот. Тоа лице не е на издржување. Еве, лицето не е во затвор, моментално е во болничка установа. Ќе го дозволите ли барањето? Еве, ако затворот е проблем, болничката установа не е. Ќе го разгледам. Па нели не е проблем? Ќе го разгледам и Нели барањето. затворот е проблем? Па контрадикторен сте, тоа сакам да кажам. Ќе го разгледам и барањето. Да Не знам побара- дали сум, не знам дали сум контрадикторен, меѓутоа сум транспарентен. Ова Верувате се, ми. Да кажете дека камерата е проблем е далеко од транспарентност, но ќе го ценам вашето мислење. Верувате ми. Што ако го Еве, ајде, можеби тоа се договоривме и тоа знам дека више треба и да биде одобрено затоа што тоа е договорено. Ќе се согласите пред вакво разговаравме За пред што? За што интервјуто зборуваме? за снимање, барање за снимање во КПУ Струга. Добро, Така, тоа го договоривме дека таму е направена веројатно безбедносна проценка дека може да се снима. добро. Така? Ќе направиме безбедносна А ќе проценка. направите. Значи ова не е, да не го сметам дека ова го договоривме пред емисијава овдека и дека ќе дозволите снимање. Не, ќе дозволиме снимање, ќе дозволите? да. Сметам дека пошто станува збор за Повелете уште една казано барања. поправен дом од отворен тип, не би требало да има причини. Дали нетранспарентен директор ова го прави, со оглед на тоа дека знаете кои се на издржување на казна, кои лица издржуваат казна затвор таму? Не, Благодарам. вие мора да работите според закон, не е тоа начало на транспарентност. или не. Законот ми дозволува и да го одбијам барањето. Не, Доколку законот ви сметам дозволува дека- под одредени услови, Под а не одредени по услови. самоволност. Така Тоа е. е разликата, треба да правиме Така нели е, разлика. така е, Затоа што и апсолутно. законот не ви дозволува да го консултирате министерот. Така е. Така, ама Така вие е. го консултирате министерот, дали го Така е. Така што постапувате согласно закон, така. Може би од преголема почит заради тоа што станува збор за интелектуални габарити. Не ве Навистина. расправ. Не ве расправ. За министерот зборува. Добро. Тоа е друго. Денеска го видов Боки, денеска бев кај него, на 11.7 сте кажале, после тоа јас ви велам добро, зошто сте го прателе во старата зграда, вие негирате.
после волја на вистината дека сте го пратиле во другата зграда. Сето ова следува, односно Бојан 13 е преместен во полоши услови откако А1 во континуитет ви испраќа барање за негово интервју. Ке се согласиме? Не би се согласил со вас. Не збориме дали е тоа причината, збориме дека тогаш е пратен. Да, може би тогаш Тоа, пратен. Меѓутоа не е ова причината, да. Добро, ама тогаш е пратен. Зошто не ви текна порано? Кој го пратил таму? Не знам, кажете ми вие. Ја немам надлежности за внатрешно распоредување на осудени лица. Е тука ме интересира нешто. Имате контактирано со лице, односно командир во Идризово? Ако го земе вашиот телефонски апарат сега моментално, Да. ќе го провериме. Ќе најдеме контакт со него. Ќе замолам режијата само да добиеме фотографијата каде што пред Нова година бил натепан затвореник. Еве. Да. Дали ќе се согласите практично дека ова е недозволиво право во затвор? Апсолутно. Така. Сега морам да ве прашам за уште нешто. Само ќе дозволите да видиме. Контактирате со командирот Идризово телефонски? Со кого? Со командирот Идризово? Со кој командир? Контактирам со повеќе командири. Си контактирате со Да, командири. да. А зошто не контактирате со директорот? И со директорот контактирам. Ама како ви дозволува законот да контактирате со командири? Законот не ме ограничува со кого ги контактирам. Некогаш Приватно да, службено. видите да ви не. кажам. Сите затвори имаат службени телефони. Директорот, работно време на директорот и на администрацијата е секој работен ден од 8 до 16 часот. После тоа Поп Димитриевски командир има во Идризово? одговорни за затвори се командирите. Но секогаш вие може да ги добиете директорите. Да, и не само со Идризово, со сите командири. Поп Димитриевски Поголем го дел. познавате? Да. Да. Какво мислење имате за него? Кој е човекот? Еве на јавност, јас знам, еве на јавност опишете и кој е човекот. Командир во казано поправен дом Идризово. Така. Има претходно нешто затворска казна одлежна? Мислам дека да. И како е Дали тој затворска командир? казна или притвор не знам, меѓутоа мислам дека да. Добро. И сега е тој командир. И вие се представувате како успешен менаџер на затворите во Македонија. Добро. Кога е вработен истиот командир? Не е битно кога е. Не е вработен Како во мојот велите ман. вие, законот не ве ограничува да го избркате ако сметате дека не се А зошто да го избркам? Треба да направи некој посериозен дисциплински прекршок за да биде избркан. Не, Како да не бркам збориме уредот конкретно работа? за човекот, Зошто да го бркам? Нема потреба, така. Ама не, зошто би го вие избркам? Треба може- да направи А од кога е дисциплинска. командир? Од кога? Да. Од пред мене. Значи Кога е тој тоа? пред Кој го постави? Јас претходниот директор. Кој е тој? Не ме држите за збор. Јас сум 2 Се години. плашите миња да кажувате. Не се сеќавам. Значи јас сум 2 години директор. И каква ви е комуникацијата Кога дојдов- со овој? Може ли да ни покажете комуникација со Кога дојдов со на командирот? функција директор на управа за извршување на санкции, тој веќе беше командир? апсолутно. Каква ви е комуникацијата со него? Што зборувате? Нормално. Што зборувате? За што сте контактирале со него? Види, го контактирам за службени потреби и не само него, На пример, ако ми треба некоја информација. на пример. Ама сега повторно како на пример. Информација ми треба. На пример, кажете каква информација, сигурно не ви интересира што имало за јадење во мензата, ви интересира за затвореник, претпоставам. Не за затвореник. Туку? Општо ме интересира безбедносна ситуација. И не можете не му верувате доволно на директорот, па морате командирот да го верувате. Не му верувам. Директорот не е на работа. Повторно Колку ви често кажам, контактирате сабота, со недела. него? Па, ништо повеќе од другите. По потреба. Не знам сега колку често. Сигурно не е тоа на дневна основа или слично. Добро. Значи го имате во вашиот именик, тоа ќе велат дека е претходен осуденик, тоа го кажавме информациите, вие кажавте не знаете дали е осуден или бил само во притвор. А дали е ваш послушник? Имаше некоја постапка. Дали е ваш послушник и извршител? Апсолутно не, зашто не. Ова лице е споменато од во јавноста, овој командир, дека го претепал детево што го гледате пред вас има мудрици по цело тело. Што направивте за овој случај? Вака. Станува збор за небил настан кој се има случајно на 31, односно на 1 јануари во 2 часот по полноќ. Неработен ден, чинум дека беше недела. Први беше недела. Понеделник неработен ден, вторник прв работен ден. Сега првото прашање ќе ми дозволите што ќе ве прашам. Извинете што ве прекинав, ќе ве оставам да го нема кажете. проблем. Кој бил дежурен командир во тој момент? Тоа сакав и во излагањето да го наведам. Значи станува збор за вечерта 31 кон 1. Добро. Немилиот настан се случува во 2 часот по полноќ, односно на 1 во 2 часот наутро, на смена каде што дежурен командир е споменатово лице. На негова смена и се случил немил настан, каде што лице од ромска националност е претепан. Од кого?
од НН лица за сега кога ја добив дозволете ми, кога ја добив Јас информација. мислам дека на ова интервју можам комодно да се онесвестам ако во просторија 3 на 3 не знаете кој го претепа од Ама детето. знам, само ќе Па треба викате малку да НН имате лице. трпение да ми дозволите. НН Во тој момент не знаев. Во тој момент не знаев заради тоа Ма што сега дали знаете? сега знам. Значи, во вторник, пошто е прв работен ден, од страна на управата за извршување на санкции е пратен надзор, вонреден надзор токму за овој случај. Каде што, како и за претходниве случаи за кои разговаравме, Да, како што тие го виделе Мијалков во- вратени се безбедносни камери, утврдена е одговорност и за сите инволвирани чинители ќе бидат покренати соодветни санкции. Сега јас пак ве прашам, Сега ќе ви кажам. чија е одговорност? Сега ви ги кажам. Значи, прво настанува тепачка во одредена соба помеѓу две групи на осудени лица. Во тој момент доаѓаат дежурни командири, двајца, да реагираат и доколку се утврди дека има пречекорување на овластувања, не само што дисциплински, туку и кривично ќе одговараат. Лицата ќе бидат пријавени во основното јавно Зошто обвинителство. доколку се утврди? Колку време помина од кога се случи овој настан? Заради тоа Кога ќе што ја утврдувате? утврдуваме фактичката состојба, до кога ќе заради тоа утврдувате? што земавме изјави од осудени лица. Ама камерите треба да ви покажат се. Па, покрената е До душа постапка. да не се лажеме, нема сигурно командирот да искочи пред камерата за стане да го тепа студеникот. Мислам тоа е бесмислено да го помислиме. Знаете ли дежурниот командир во каде се наоѓа Ја во не тој момент? инсценирам ништо, јас само ве прашувам, не, ве прашувам вас. Никого не амнестирам од одговорност. Па затоа ве прашувам. Никого не амнестирам од одговорност. И Апсолутно. каде се наоѓа на вистина во тој момент? На, Командирот? на главната капија кај што е А чекај, место па за нели командири. влегол внатре командирот? А настанот се А случува нели во внатре новото... влегол командирот да ги разделува? Не, Вие не, го не. кажате заменикот командир и командирот влегол внатре, да ја вратиме снимката. ако Двајца сакате. затворски полицајци. Е, сега командирот двајца и заменикот или Тој е одговорен на смена. Значи, конкретно за ова лице за кое станува збор, е главен командир кој е одговорен на смената. Во Ги чиј вод има раздвојува или не ги раздвојува? 30 командири кои се распределени по оделени. ги раздвојува или не ги раздвојува? Ова лице не. Ги разделува двајца Во тоа сте командири. сигурен? Тоа го потврдуваат камерите. Не сум јас сигурен, камерите. Е, па што испитувате, зашто не ги гоните останалите? Па ги гониме. Имаме CD, видеоснимка изрежано, каде што ќе ја доставиме до сите надлежни институции да утврдат одговорност. А зошто не доставите страна- до медиумите, еве? од страна. Зошто не доставите снимка пример од Мијалков за пошто е јавен интерес и вие ќе се согласите дека наистина лице кое има низок јавен интерес, туку екстремно висок јавен интерес на страни од овој случај. Зошто и оваа снимка за која еве јавноста или јас како новинар не ви верувам на збор, не ви веруваме ниту за Мијалков, зошто не доставите две видеоснимки и кажете еве го Мијалков кај што влегува во затвор, еве го детево кое што е претепано од други и нема никое службено лице нема никаква Ама одговорност за како тоа. нема за двајца е покрената дисциплинска, можеби и луѓе во кривично ќе одговараат командирите. Како нема покрената, зошто нема? Ете, кажете го зошто, тоа ве прашувам. Зошто командирите ќе одговараат кривично? Ако се утврди дека употребиле прекомерна сила, А употребиле? тоа до прва ќе треба да го А докажеме. командиров? Командирот И за е него е дисциплинската? па нормално ако се утврди одговорност, зошто би он бил амнестиран? Но не ве прашувам. Па зошто би бил Затоа амнестиран и што пред командирот? малку вие кажавте нели влегол внатре бил на стражарска не врата. бил- не Ако бил во на тоа стражарска оделение. врата, зашто е одговорноста? Па доколку не постапил согласно неговите огласувања. Ако бил на врата како да пусти? Затоа викам, доколку се утврди одговорност. Ако бил кај врата, значи нема одговорност. Дали пратил доволен број на затворски полицајци, дали реагирале на време, Колку дали цени преместување во затвор? затворските Може да полицајци? ни одговорите, велат се плаќаат големи пари. Не знам од каде ви се тие информации, меѓутоа ги повикувам сите оние кои имаат таква информација до пријава до основно јавно обвинителство за гонење на организиран криминал. Тоа е сериозно Кога обвинување. потпишавте, еве за Бојан Јовановски не може интервју, Гордан Јанкуловска не може да искочи, ајде ради правилникот ќе кажеме, и низ тука еве Ѓоко Пубовски исто така поради се води друга постапка не може да излезе. Освен Мијалков само тој може да излезе. Тоа исто така стои како факт. Ме интересира еве вие пуштивте уште еден затвореник пред да почнеме со интервјуто, се подсетивме на тој случај. Практично излезе дека наместо во затвор во Идризово, затвореников се шетал и дилал дрога. Јас го немам. И јас сум го пуштил. Претпоставувам дека ако е за претходно лице за кое разговаравме пред да почне интервјуто, Да, станува збор за осудено иницијали, лице. ако не се лажам, ЛГ станува збор за осудено лице кое се наоѓаше на издржување на казна затвор во затворот во Идризово и е фатено при недозволена продажба на И сега опојни дроги, наркотици од страна на
припадници на Добро, на полицијата. На полицијата. И како ова лице се најде на улица наместо во затвор? А сите знаат дека е во затвор? Сите знаат дека у затвор, меѓутоа претпоставувам дека станува збор за самооддалечување. Значи лицето се самооддалечило од затворот без дозвола на командирите или директорот, бидејќи не користел никаква погодност. А како се случува, како се оддалечува од затвор? Сиде до брата, си отвора, си излоги. Излеги он има клуч како ви од струга. Ама немаат никакви Ма клучи. сега не го разбирам како може да се самооддалечи лице од затвор. Не, појасните ми. Па, треба да видиме во која група бил сместен. Само оддалечување е некоја врста на бегство. Значи можеби лицето се дало во бегство. И никој не приметил дека е во бегство? Па при пребројување на бројната состојба, при пребројување на бројната, надлежните командири кои биле дежурни тогашна смена требале да утврдат, бидејќи 2 пати на ден осудени лица се пребројуваат И сега, да како да утврдат ви бројната верувам, состојба. вие кога сте таму кога сте броеле во струга дека е точно кога овдека, вие сте го броеле дека Ама во не, затвор човеков, а тој бил Ама надвор. јас не бројам, јас сум услуга. Ама не како да ви отишол 2 пати верувам, ве оваа прашам. година. Ама господине Марија, ве прашам како да ви верувам. Не верувам, не да броите. Како да ви верувам кога оваа информација излезе дека грешно броеле командирите, а вие истовремено ми тврдите дека Мијалков е во струга според пребројувањето. Ве прашам како да ви верувам. Така да ми верувате. На збор. На збор. Морате да ми верувате. Не морам. Заради тоа што таква е фактичката состојба. Значи ја не одам да проверувам бројни состојби по затвори. А кога тоа би го правел во 12 Значи да ви веруваме институции, дури кога еве излегува дека а и не е практично тоа моја работа. Значи согласно моите ингеренции и надлежности, како директор на управата за извршување на санкции, вршам контрола и надзор на работата во наказано-поправни установи. И зошто не ви се Особено пред разрешени се во директориве кои што очигледно ни покажале им шетат затвореници по улица наместо во келија да се? Кои директори не покажале резултати? Кој го пуштил господинов ЛГ? Он што искочи дека е наркобос наместо затворен, нека сите. Никој не го пуштил, претпоставам дека се само оддалечил. Има огромна разлика помеѓу Па добро, тоа пуштање нели и треба само оддалечување. одговорност, нели треба да има одговорност за Па тој има директор? апсолутно, не за директор, има одговорност за дежурниот командир кој го пуштил да се само оддалечи. Па тој командир тој треба да утврди дека лицето не е е командир? Како? Тој командир е уште командир? Не знам кој е, не знам знам. точно кој е, меѓутоа можам да проверам и да ви дадам информација дали е уште командир и кој е. А директорот нема никаква одговорност. Нема директорот одговорност за тоа што во затворот му внесува дрога. Нема одговорност за тоа што имаат мобилни телефони. За ништо нема одговорност. Дали зборуваме за новиот директор? За новиот директор За новиот нормално. директор апсолутно дека има одговорност, меѓутоа само зошто ќе ви уште кажам. директор? Па сега ќе ви кажам. Најголема количина заплената на дрога во претходнава година е токму во времето во мандатот на новиот директор. Ама има дрога, не велиме колку е запленета, велиме дека и натаму очигледно не ги дава резултатите. Ако некој ја внел таа дрога внатре, вие колку и да сакате да превенирате, таа дрога е внатре. Не знам какви резултати очекувате, меѓутоа Вие какви очекувате? Да фаќаат дрога внатре кога ќе месат? Меѓутоа 6-месечниот мандат на ВД, мислам дека сега набрзо му истекува и јас сум апсолутно задоволен од работата на новиот директор. Па веројатно затоа што ете го превести Апсолутно по најодговорно. Не. Повторно не зборувам за индивидуални случаи, ниту за Боја, ниту за никој. Прободен затвореник беше однесен во хируршки центар. Дрога. И те пачкава, да не зборам, да ја вратим уште една сликата да видите на што личи тоа младо момче. И вие ми кажувате дека сте задоволен од директорот. Сите инволвирани чинители, без разлика дали станува збор за службеници со полициско гласување, односно во овој случај затворските полицајци, дали станува Ова се збор резултатите на директорот, знаете. дали станува збор за осудени лица, сите инволвирани чинители се санкционирани. Нема ли настано имало, има и ќе има во иднина. Меѓутоа најбитно е Вие велите вршам контрола за да ова не се да вака. најбитна во овој момент е реакцијата на државата, односно наша, на управата за извршување на санкции, сите чинители да бидат соодветно санкционирани. Се чувствувате одговорен директно, индиректно, политички, било како за сите овие најскандалозни би ги нарекол години во затворскиот систем? Апсолутно не се чувствувам. Ова циркус Колорадо нема да се согласите дека е? Не, апсолутно не. Апсолутно не, заради тоа што и во извештајот на Стейт Департмент е нотирано дека има евидентно подобрување на затворскиот систем, како и нашите партнери од Европската унија исто така го забележуваат напредок. Тоа не го измислувам јас, е нотирано во нивните извештаи. Сега ако тие не се компетентни,
Па сега, ако овие слики вас не ви кажуваат доволно, Ми кажуваат апсолутно за осуда и Епа, сите јас инволвирани што повеќе да чинители кажам. и сите ако не ви инволвирани кажуваат разговорите кои ги водите на телефон кога давате изјави со мене и другото тврдење тука, да, меѓутоа што треба Доволно. сега да направиме, ја апсолутно се па согласувам дека веројатно ова е да понесете недопустимо. одговорност. Но ако треба, ако сум јас виновен за ова, спремен сум и одговорност да понесам. За претепување на Не, младо момче. Да, кој е ваш штитеник во затворите, треба да се грижите за неговата безбедност, апсолутно. Апсолутно. Се грижиме, веруваме дека се грижиме. Првиот работен ден по немилиот настан разговарано и со Па вие разговаравте со Бојан 13, па го преместивте во полоши услови, знаете дека му е влошена состојбата. Ништо не значи тоа. Значи не треба да разговараме со нив или да ги Па вие препуштиме кажавте, сами на па себе. видите вие на почетокот на интервјуто кога ќе го гледате, ќе видите кажавте не разговарам со суден лица, па после разговарав Па со не мора јас и надзорите што ги прави не ги правам јас лично. Имаат стручни луѓе кои се повеќе години во затворскиот се систем, гордиете кои се со врвни затворскиот систем. кои се врвни професионалци и кои одат на надзор. Не мора јас да одам на надзор. Ви умираат Апсолутно не затвореници верувам во на тие Идризово. луѓе. Како? Ви умираат затвореници во Идризово. Не ве загрижува тоа. Ме загрижува. Меѓутоа, знаете дека И здравствената тоа е заштита нормално, ќе кажете, тоа е така не, ама функционира. дозволете ми да одговорам. Значи здравствената заштита, јавноста треба да го знае тој факт, дека здравствената заштита во затворите е во надлежност на Министерството за здравство, односно подрачните единици на Центарот за јавно здравје. Знаете како кажавте за домскиот лекар, чиј припадник е практично таа во Идризово? Најдобра докторка со 20 годишно искуство, ве Апсолутно. цитирам. Па зошто во надлежност не се одговорности вие? Кажете вие дека стоите зад нејза. Па зарем на таков врвен професионалец се треба да и се верува. Вие како да сте биле пациент, па тврдите дека професионалец. Не сум имал пациент. Па како знаете дека е професионалец? Па бидејќи сите се задоволни да изината работа. Кои се сите? Поминале многу директори, сите? многу осудени лица, ниту една поплака немало од неја. Ниту една. Ниту една. Поплак имаше од Бојан Јовановски јавни. Се собира петиција, Осем од Бојан. се касно е веќе, кога ќе кажете од никого, не може да се предомислуваме на секоја. Исто времено да подсетиме дека во Идризово се собира петиција против домскиот лекар. Вие ништо не знаете. За све треба да ви информирам. Ништо, ќе направиме дополнителен вонреден надзор да разговараме со осудени лица ако сметате така. Јас мислам дека не Ама е изгледа така. не ви веруваат осудени лица, че не ви кажуваат ништо. Тоа значи дека очигледно не сте за тие Нема функции. потреба на мене да ми веруваат. Јас само вршам контрола и надзор. Има таму директор кој раководи со казано поправен дом Идризово. Има заменик директор, Кој вие го предлагате. точно е. Меѓутоа има директор. Какво образование има вашиот директор во Идризово? Дипломиран правник. Што има претходно Доаѓа од работно општина искуство? човечки ресурси во општина Камења, ако не И се каква лажам. врска има со затворски систем? Прво не е директор именуван, туку е назначен за ВД. Ирелевантно. Извршува функција. Не е ирелевантно, бидејќи доколку дадена му е шанса, доколку ги Каква исполни врска има со очекувањата, затворскиот систем? Тоа ве прашувам. немал никакво претходно работно искуство во делот на затворскиот систем. Доаѓа од човечки ресурси. И сега јас треба да додадам нешто или вие ќе ми кажете зошто го предложивте? Да добие шанса како и секој еден. Па зошто не го предложивте И сега мојот за сега ги снимател? оправда очекувањата. Зошто не го предложивте мојот снимател да добие шанса, како и секој еден? Па и тој е дипломиран правник. Мислам дека секој еден треба да добие шанса. И па предложите го и него на некој. Сега за сега сме Еве, сум ја- презадоволен од работава на новиот директор. Зошто, пак ќе повторам, зошто не го предложивте снимателот? И тој е дипломиран правник. Шанса, нели треба да добиете? Треба да добие секој еден. Епа. Кај го најдовте Шпентахири? Мој предлог Ваш предлог, кај го најдовте? во општина Камења. Бевте таму, го барате, викавте, има ли некој дипломиран правник за да го назначиме за директор? Ми Не, го, разбирам. ми го сорри. препорачува Кој ви го препорачува? како Партијата? не, како голем борец, голем борец за борба против криминал и корупција. И кај Исклучително честен кај човек. ги видовте резултатите од неговата борба Апсолутно се видливи. Не, кај ги видовте пред да го назначите, ве прашувам. Не ги видове, меѓутоа разговарав претходно со него и ми остави добар впечаток. Значи вие не дај Боже да налетите на улица на дипломиран правник, одма директор го Не, прави. лицето е препорачано, не сум налетал на улица. Па не дај Боже да ме сретнете мене и да ме препорача некој, ќе ме назначите за директор. Зошто да не? Зошто Епа да не? веројатно затоа и велите како што ќе ве цитирам и вас има индевска корупција во затворите.
Безкомпромисно се бориме И против уште ендемска. стоите на ставот дека Без- немате одговорност никаква. Безкомпромисно се бориме. Ако некој се борил во овие години, Кој го предложи Реджеп Реджепи? Реджеп Реджепи исто така е на мој предлог. И зошто го разрешивте? Го разреши владата заради тоа што не ги даде очекуваните резултати. Па Безкомпромисна, значи дека погрешен би бил предлогот, така? Така е. Зошто не поднесовте одговорност? безкомпромисна Зошто не е борба понесовте против корупцијата. Замислете само до пред неколку години. До пред неколку години имавме прислушкување, а тој што го гонат за прислушкување седи во отворен тип на затвор. Што да повише јас да ви кажам? Замислете до пред неколку години да имате асистенција од специјални единици да вршите претрез во затворите. Немате Тоа никаква била мисловно одговорност. именка. Немате никаква, па тоа значи дека не ви веруваат. Дали се разбираме? Значи тоа е погубно за вас Како не ви директор веруваат кога управа на за санкции. на моje барање случај Па меморандумот за тоа е погубно, соработка. значи дека вас не ви работат внатре институциите, користите институција Немаме надвор. капацитети, за жал, немаме доволен број на Или немате на компетентни припадници. кадри. Немаме доволен број на Или затворски немате компетентни полицајци. кадри. Немаме сопствени ресурси. Немате компетентни. Па тие затворски полицајци веројатно се причина за корупцијата или? Ке криваме раменици. Доколку не И немате кремаме рамења, одговорност. доколку јас повторно ќе ги повекам сите. Доколку има основано сомнение, доколку некому се вара пари за било каква погодност, Се привилегија во сметате за многу затворот, успешен директор? мислам дека да. И како го кажате и успехот со тоа што и рековте на полицијата, одете најдете а другата која е внесена преку овие што ми се мене вработени. Не, на рекорден број на запленана дрога и Па да, недозволени тоа го и недозволени средства во затворите невидена во последниве 20 години. Тоа го покажуваат бројките. Значи вас веројатно оние институции кои вршат мониторинг ве посакуваат и за директор во сите европски институции. Јас така Тоа го сваќам. покажуваат бројките. Да, И токму тоа е нотирано, тие- да. Ве посакуваат веројатно сега за директор. Вие Не знам дали ме посакуваат, меѓутоа бројките покажуваат дека во последниве 20 години имаме рекордна количина на заплена на дрога и недозволени средства во затворите. Тоа не е само Господине моја заслуга. Спасовски, некој на ваше место да беше ќе речеше срамота како оваа друга влегла во затворите. Има многу канали да влезе. Тоа ни е работа да се бориме. Па тоа е поентата, а вие се борите што сте ја фатиле. Тоа не е погубно. Не треба да се бориме. Не треба да ви влезе другата. Па не ни влегува, заплената е Па на како самиот ви влез. ја заплегле, а внатре не сте запленати Дел е другата? влезена, не, има. Епа. Дел е влезена Епа. внатре, најголем дел е заплената на самиот Епа влез. тоа е вашиот неуспех. Знаете, Не го гледате? имаме донација од американска амбасада во висина од преку $200,000 во Ви делот имавте на скенери. блокатори за затворите веројатно, па не ги употребивте. Не, во делот на скенери зборувам. Имаме сериозна донација од преку $200,000 кои се намонтирани во 4 наши затвори. Пак ја Штип, избегнувате, го Тетово, избегнувате одговорот. Не ви влегува дрога во затворите. И тука ставаме веројатно точка на тој дел. И тоа е погубно. Сигурно дека одредена количина влегува, меѓутоа повторно ќе ви кажам, безкомпромисно се Ако бориме против одредена тоа. количина нека влегува. И јас морам да ги пофалам особено директорот на казнено поправниот дом во Идризово и во Штип за А тој од Штип исто препорака би бил? Да. Не, Јас, знаете зашто ве прашувам? Видите, Сега ви вака кажам. ќе ми текне затворот за управување санкции, знаете што вели? Аплицира на оглас, а не дека ги наоѓате вие во препораки и по пријатели. Директорот на затворот Штип именува уште 2017 година. Небитно. Еве ќе се вратиме Не на би имал војот предлог. Идризова, сакате? Меѓутоа Како вели исто законот? така, Што вели законот? исто така ги дал Што очекуваните вели резултати. законот за извршување санкции? На предлог на директорот се именува директор, на јавен оглас. На јавен оглас. На јавен оглас. Па вие отидовте кај овој директор од Идризово, му рековте кандидира се на огласов? Не разбирам како. Не, јас со сите кои беа заинтересирани да аплицираат, се обидов да стапам у контакт. За жал само Ама пошто овој беше препорака, единствен кандидат беше. не било тешко. Се гордеете за себе. Не се гордеам, не знам зошто би се гордеал, И немате одговорност. меѓутоа повторно ќе ви кажам. Не се ова само на волку скандали кои ви ги наредив, мислам дека час и половина трае интервју. не се Веројатно секој директор би се запрашал што правев јас 2 години. не се ова само флоскули. Повторно ќе ви кажам. Нотирано е во сите извештаи и на Европската комисија и на State Departmentот, на сите наши стратешки партнери, дека евидентен е напредок во затворскиот систем. Борбата против корупција никогаш не била посилна. И замолчувањето на затвореници. Исто така, Ама не знам зошто затворскиот туризам никогаш не бил подобар. за затворскиот туризам исто така дадо објаснување. Правилниците кои забрануваат слобода и на затвореници исто така. И за тоа ви дадов одговор. Ама тоа е погубно, тоа сакам да ви кажам. Еве времето Апсолутно ќе дадов покаже, одговор. значи тоа е многу краток период за кој разговараме, крај на месец, че јавно пред камери дадов збор дека
крај на месец или на почетокот на наредниот месец, Не треба да ми дека давате мене правилникот ќе биде, збор. така да Вие сте 2 години Да дадам одговори на и сите требавте ваши во овие 2 години да не дозволите ниту еден затвореник да биде дискриминиран. Веројатно тоа е вашата функција. нема да биде во иднина. Ајде да се А и не надевам. било до сега, да. И да ве потсетам дека имате 2 барања, се надам дека во рекордно краток рок. Еве кажете ми кога би донеле одлука по нив. Па, најверојатно до крај на ова недела. Одлично. Очекуваме одлука и веруваме дека ќе дозволите затворениците да можете јавно да просведочат ако имаат притисоци, секако согласно вашата законска. Апсолутно ги повикувам сите не само јавно да проговорат, туку секој вид на дискриминација или сомнеж за криминално или коруптивно дејствие да го пријават до надежното јавно обвинителство. Добро, нека го пријават. Вие не Значи, сакате не телефонот да можете ни да ги покажете што ставаме- комуницирате со командирот, а не да пријават. Што да пријават? Како да ви покажувам приватни пораки? Па не може приватно да И не комуницирате знам со зошто. командирот. Не знам како. Не, приватен телефон, приватни разговори се тоа без Не разлика. може да се приватни разговори ако се во рамки на работа. Ама не знам. Не разбирате. И благодарам на овој интервју. Благодарам и на вас, ми беше задоволство. И се надевам дека ќе имате причина сериозно да се гордеете со затворскиот систем, кој очигледно дека полоши години не доживеа. И покрај тоа што знаев што ме очекува, Да, секој чест на ќе храброст. морате да ја пофалите мојата храброст, одважност, да Храброста, дојдам да, но тука, работата ќе се согласите дека не е да дојдам тука да разговараме отворено на сите теми. И во иднина ќе продолжам да бидам такам, транспарентен и очитен. И да разговараме апсолутно на сите теми. Се надевам дека ќе имаме прилика. Ви благодарам уште еднаш. Вам ви благодарам на вниманието.